А сега ние ќе продолжиме со следните содржини кои што ги имаме подготвено за вас. И она што интересно многу ќе биде, еве јас можам да забележам дека веќе линковски може да се вклучиме со нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски, со новогодишни шминки, новогодишни фризури и така натаму. Ќе оставам на тебе, во студио Леонтич сме и ајде да видиме за што се работи поточно. Добро утро, Слободанче, до тебе. Добро утро, почитувани. Овде сме во Академија Леонтич. Јас и ти бевме минатата недела заедно, кога Васка Леонтич беше кај нас на гости. А ова утро, оваа среда, ние сме овде во Академија Леонтич. Затекнавме на вистина работна атмосфера. Овде се подготвуваат новогодишна фризура, новогодишна шминка. Еве и нашите гледачи можат да видат како тоа во живо изгледа од Академија Леонтич. Ова утро наша и ваша гостинка Васка Леонтич, стилист и собственик на студио и Академија Леонтич. Васка, добро утро. Добро утро до вами, до гледачите. Ние уште рано почнавме со подготовки. Тука да ги представам мојата ученичка Јована Илиева, Афродита Тодоровска, мој долгогодишен асистент кој работи со нас. Тие утрово имаме два модела, Ева и Каролина, кои не се наши модели во училиштето, каде што Јована работи на нив, практицира со шминката, а денеска токму тоа и го направивме. Имаме една нежна свечена шминка. Сега ова сакам да кажам. Ние минатиот пат кога бевте кај нас во студио, останавме должни на гледачите за тоа како би изгледала една девојка за новогодишната вечер. Овде имаме модел и може Васка убаво да ни објасни станува збор за каква фризура и може би оваа фризура е повеќе за дочек на новата година во ресторан, така малце по-ексклузивна е. Ексклузивна, меѓутоа што јас морам да кажам, нашите фризури се сите многу едноставни, нема тапирање, како што гледате, нема тапирање, нема многу лакирање, не многу лак. Претходно вчера дојде девојчето, ја подготвивме, само ја свиткавме со фигуро, а денеска со 2-3 потега ја направивме. Сите фризури што ги обработуваме, што сакаме да бидат кај нас, да бидат клиентите свој, да нема многу тапирање, да нема многу извештаченост. Сето тоа не е ни некоја битна да е многу екстремно долга коса, бидејќи ги слушам сите полматуранти, пуштам коса за да имам фризура за полматура или пуштам коса за да имам фризура невестинска. Не е потребно. Извини, додека сме кај фризурата. Јас се надевам дека можеби ќе може да го видат нашите гледачи ова. Има интересни бои, може да се заведе према камерата. Еве, тоа е ефектот на долниот дел што е нијансирана посветла, горниот дел е посветла, тоа и дава малкуцка да биде не класична фризура, него да биде и малку модерен тон. Токму поради тоа повеќе играме со игрите на бојата, отколку со самата фризура. Гледате фризурата колку е многу едноставна, може и моделот да се сврте и од предната страна. Шминката е многу софт, многу нежна, само даваме акцент да речеме на сензуалноста, на сјајот на тоналитетот со декоративната козметика играме, меѓутоа сето тоа да е многу природно. Гледате и прамените, нема тапирање, нема многу лакирање и самата фризура, како и шминката и задниот дел на фризурата кај моделот е многу едноставна од секој аспект. Нема тапирање, дури прамените што се природните влакна не ги загладуваме со лак. Како што беше порано да е софистицирано секое влакно загладено, тоа беше претежно кај класичните фризури. Кај другиот модел, може да се сврти, ево убаво од предниот дел да се гледа, не биде свртена кон камерата. Тука имаме природна коса, каде што не е химиски третирана, меѓутоа само претходно ја свиткавме со фигаро, а и шминката, кој што гледате, е многу сензуална. Значи, играме повеќе со сјајот на ликот, отколку да играме со многу тушеви или со многу тоналитети, декоративна козметика, многу не нанесуваме. Гледаме се што е возможно повеќе да биде што поприродно. Тоа е вакво. Имаме кај Јована, и Јована и ни беше модел, може Јована да дојдеш поблиску да видат гледачите. Кај незе исто битна е формата, но целата коса да е што поприродна и само прамените да има ефект. Битно е пострижувањето. Кога е добро пострижена, може многу добра фризура да се направи. Без разлика дали станува збор за собирање на коса во пунџа, мене не ми требат некои екстремно долги коси кои што сите клиенти мислат пушти ја косата за да може да се направи некоја пунџа. Тоа е грешка. Новогодишна магија. Може ние да се застанеме на
тука каде што си бевме, да си продолжат вашите студентки да си работат, гледачите да видат сепак како тоа изгледа работна атмосфера кога е вака рано наутро. Сакам да прашам сега само околу боите за коса. Овде како и првиот модел гледаме на вистина интересен, не знам колку може да видат гледачите, тоа е некоја нијанса на мед, нешто со како шатирано, еве вие ќе го објасните. Па сите веќе техники, јас кажам, за да има добра фризура мора да е нијансата е најбитна на косата, но никош не е убава боја кога е еднолична. Ние секогаш кога правиме дали за невести, дали за новогодишни фризури, дали за матури, дали за свадби, јас преферирам и предпочитам косата да биде нијансирана, тонирана. Доколку клиентот не сака целата коса да се тонира, да се шатира, да се нијансира, макар еден ефект од самата фризура да се додаде различно за да има игра. Бидејќи лијате кој ќе се собере фризурата, прво што паѓа во очи, паѓа токму тој дел и акцент се дава токму на тој сегмент од самата фризура. Инаку сето друго е многу едноставно и многу е суптилно. Сега најмногу техниките на шатирање ги преферирам. Пуштени коси, дали ќе бидат во валови, дали добро исвенирана, меѓуто и ако е собрана косата, да сето тоа да е минималистички, да не бидат тешки фризури, а боите претежно гледам да се природни. Црната боја избегнувам, значи ја во мојот салон не постои црна боја. Црна боја на коса се мисли, така? На коса, да се нанесе на коса. Може природно исто како и века Афродита, меѓутоа таа е природна боја, чоколадна боја, но самата црна боја прилега на многу млади или прилега на тие што имаат неверојатен убав тен и квалитетна коса. Инаку црната боја може да биде и многу лошо да било извештачено, како перика да имате на главата. И затоа многу треба да се внимава со таа темна нијанса, поготово за црната. Инаку сите оние чоколадни тонови се многу добри. Инаку може црната коса да делува како да ви е извештачена или изгорена и покрај тоа што да е со 3% хидроген нанесена боја. Сите други тонови ги преферирам да бидат нијансирани. Сакам да прашам уште збор два за шминката. Кажавте нежна шминка, минималистичка, значи да не се претерува со оние јаки. А што е со светките? Обично за новогодишната вечер сите сакаме малку да сјаеме, нели? Тоа се става, меѓутоа јас како, да речеме, не сакам премногу, што се случува. Не секој ги поднесува, бидејќи може да влезе во окото, па потоа им солзат и целата шминка се упропаствува. Нанесувам само како еден ефект, но претежно користам сенки кои содржат внатре сјај. Или пак да речеме да се со повеќе глос. Еве како што е овдека. Значи светките не ги нанесувам. Дали тоа веќе ми е живеано или не го чувствувам како некој тренд, меѓутоа самата декоратива да содржи внатре да бидат со висок сјај. Значи сенки каде што ќе бидат масни, полумасни, да не бидат суви. И тој веќе сјај на самиот лигодова. Но нормално како декорација нанесуваме светки, меѓутоа претежно тоа доколку клиентот изразува, меѓутоа не го форсира. Добро, сакав сега да кажам, да ве прашам, дали се нашите модели веќе готови? Ако се готови, тука сме некаде и пред крај на разговорот, може да станат и тоа убаво да го видат нашите гледачи како изгледа еден, да кажам, финална шминка и фризура за новогодишната вечер. Имаме две преубави девојки, едната бринета, другата е медова боја. Односно, 4 вие сте сите... Так. Сите се различни. Афродита е природна нијанса, тој кестењева, кај незе има веќе прамени, гледате прамените како не се двојат, него само се прелеваат, почнува од корено од потемна нијанса чоколадна медо и надоле се прелива. Ви тој гледате битна и фризурата. Сепак и нијансирањето и шатирањето се прави во зависност од типот на техниката, како е пострижена и така и да се нијансира косата или да се шатира. Не како порано да мора класично нијансирање одгоре па до доле, него може да бидат само на врвовите, може да биде само на топот, може кај девојче да биде само на долниот дел, а кај Афродита имаме природно чоколадна боја, тоа што го кажам, да може да бидат и темни тонови. Ние не сме против темните тонови, но да не биде онаа црна која го упропастува влакното и делува како влакното е да има перика, да е пресована.
токму поради тоа ја нијанса не ја преферирам многу. А инако овие се природни тонови, така да и ви гледате сите 4 се многу различни, многу своји, тоа што како им прилега спрема бојата на очите, бојата на тенот, природноста и валови. Гледате, и валовите кои ги правиме не се онаа да бидат виткани, крупни, па да ја зголеми главата, него сето тоа нежно, природно да паѓа, да биде суптилно. Ви благодарам многу што ова утро станавте рано, што се подготвивте за нас и за нашите гледачи и што презентиравме еве како би изгледала една девојка или млада жена и жена, не мора да нели сега да не ги за најлудата, за највеселата ноќ во годината. Ви благодарам многу на сите. Ќе се вклучиме во студио, ако има Слободанка нешто да праша од студио, ако не ќе се одјавиме од овде. Слободанка, дали се слушаме? Да, Ирина, благодарам за разговорот, ги поздравувам прекрасните девојки, ја поздравувам Васка и ја очекувам мојата промена во 2024 година, ќе оставам, се разбира, се во нејзини раце. Благодарам. Ако е тоа се, ние остануваме овде, уште малку во ова прекрасно друштво. Ве поздравуваме од Академија Леонтич. Поздрав, навистина добре дојдени совети се за нас жените за новогодишната ноќ и навистина многу убаво изгледа девојките природни со убава така минимална шминка, колку сето тоа е онака баш за дамите преубаво изгледа навистина.